Од јавното предпријатие Водовод Охрид ги известуваат граѓаните дека поради изведување на поголеми зафати при реконструкција на пумпната станица Метропол, како и празнење на главниот доводен цевковод со профил F711 мм, во вторник и среда ќе има ограничување во водоснабдувањето на градот и околните населени места. Утре на 31 март, после 22 часот, целиот град и околните места ќе бидат со намален притисок во водоводната мрежа, а во среда на 1 април, од раните утрински часови без вода ќе биде поголемиот дел од Охрид и околните места, се до завршување на предвидените активности, информираат од јавното предпријатие. Започна реконструкција на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Прва од неговата изградба пред повеќе од 70 години. Станува збор за инвестиција од 2,7 милиони евра, која ќе опфати обнова на терминалната зграда и изградба на нов административен објект. Целта е модернизација на аеродромот, подобрување на условите за патниците и зголемување на капацитетите за повеќе авиолетови. Expansion of the terminal operational capacity by 30. Се работи за проширување на оперативниот капацитет на патничкиот терминал за 30 до 40%, проширување на капацитетот на шалтерите за пријавување и регистрација на патници и багаж за 100 метри квадратни, со што овој простор ќе се подобри и ќе биде уште поефикасен, проширување на зоната за безбедносна контрола на патници и багаж. Потоа административната зграда ќе се прошири. Премиерот Мицковски најави договор со нов туроператор кој ќе донесе половина милион ноќевања на Охридското крајбрежје, надвор од туристичката сезона. Анализите покажуваат врз основа на досегашната соработка со овој туроператор дека гостите кои што тие ги носат дневно трошат, вклучително со сместување и останатите трошоци, просечно околу 170 евра, што ќе каже дека надвор од сезоната ќе имаме само во туризмот и угостителството на Охридското крајбрежје отприлика околу 85 милиони евра, што мислам дека ќе биде додадена вредност за економијата во овој регион. Од денес, согласно летниот распоред на летови, од Охридскиот аеродром воведена е нова авиолинија до Милано. Од Охридскиот аеродром ќе оперираат 8 авиокомпании до 17 дестинации. Имаме 24 нови дестинации од Скопскиот и Охридскиот аеродром откако избрана оваа влада, и втората за мене исто толку значање дека веќе почнуваат да се отвараат дестинации без субвенции, што значи дека политиката на правење атрактивни овие два аеродроми веќе не носи во ситуација да авиокомпаниите отвараат дестинации и без да бараат субвенции од државата. Реконструкцијата ќе се реализира во рамки на концесискиот договор со операторот, а градежните зафати се очекува да завршат во јули годинава. Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на модерен систем за затоплување инвертер клима уред за 2026 година. Повикот е согласно програмата за заштита на животната средина и природата, а со цел стимулирање на граѓаните за примена на економични, енергетски поефикасни и еколошки прифатливи за околината уреди за затоплување на своите домови. Вкупната вредност за субвенционирање на граѓаните за набавка на инвертер клими изнесува 1,5 милион денари, од кои 750.000 денари се предвидени за домаќинства кои имаат лице со попреченост, самохрани родители, згрижувачки семејства, пензионери, корисници на старосна пензија, инвалидска пензија и семејна пензија во висина до 30.000 денари по пензионер, односно за сопружници пензионери вкупно до 60.000 денари, како и семејства кај кои вкупниот месечен приход не надминува 2 минимални плати, а додека за останатите домаќинства се предвидени останатите 750.000 денари. Во вкупниот износ на предвидени средства е вклучен и персоналниот данок на доход кој што е натовар на општината. Јавниот повик ќе трае заклучно со 29 април 2026 или до исцрпување на предвидените финансиски средства од буџетот на општина Охрид за оваа намена, во зависност од тоа кој услов ќе настапи прв. Доколку бидат исцрпени сите предвидени финансиски средства од буџетот за оваа намена, општина Охрид ќе информира јавноста
дејноста на својата веб страна, дека јавниот повик е прекинат поради истек на периодот за кој е објавен. Јавниот повик ќе се реализира по редослед на аплицирање, односно по датум, час и минута на аплицирање по принцип прв дојден, прв услужен. Јавниот повик и потребните образци за аплицирање се објавени на веб страната на општина Охрид, ohrid.gov.mk. Порастот на цената на нафтата поради воените тензии на Блискиот Исток ќе се почувствува и во туризмот. Експертите прогнозираат нов бран поскапување на туристичките услуги пред стартот на летната сезона. Очекувањата се умерена корекција на цените на сместувањето, храната и пијалоците во угостителските објекти. Како може да заприметиме, веќе имаме нов бран на поскапување на одредени продукти и туристички производи. Секако дека случувањата кои што се случуваат на Блискиот Исток ќе имаат голема реперкусија за тоа. Единствено нешто што ќе биде леснувачки е тоа што после короната веќе навикнавме на вакви драстични и значителни промени кои што ни го нарушуваат секојдневниот план. Додека едни пазари губат, други добиваат туристи. Откажувањата во делови од Блискиот Исток и Источниот Медитеран го пренасочуваат интересот кон Европа, а Балканот и земјава може да забележат пораст на туристи. Сите тие случувања на Блискиот Исток не значи дека туристичките дестинации ќе исчезнат, ќе се пренасочат на другите места кои што се безбедни. Се надевам дека и Балканот, вклучувајќи и Македонија, ќе биде дел од тоа, како во моментов се случува. Според податоците на Државниот завод за статистика, цените на угостителските услуги веќе бележат раст. Во периодот јануари-февруари годинава се зголемени за 3,3% во однос на истиот период лани. Регулаторната комисија за енергетика ги намали цените на нафтените деривати во просек за 1,41%, при што најголемо поевтинување има кај бензините, додека дизелот останува со непроменета цена. Одлуката стапува на сила од вечерва на полноќ. Согласно новата одлука, бензинот Евросупер БС95 поевтинува за 2,50 денари и ќе се продава по 84 денари за литар, додека Евросупер БС98 се намалува за 3 денари и ќе чини 85,50 денари за литар. Цената на евродизел останува непроменета и изнесува 95,50 денари за литар. Кај останатите деривати, екстралесното масло за домаќинство поскапува за 0,50 денари и ќе се продава по цена од 92,50 денари за литар, додека мазутот поевтинува и ќе се продава за 50,410 денари за килограм. Од регулаторна посочуваат дека движењата на светските пазари се различни. Бензините бележат пад од речиси 3,8%, додека дизелот и екстралесното масло имаат раст, што директно се одразува врз домашните цени. Истовремено курсот на денарот во однос на доларот е намален за 0,54%, што дополнително влијае врз формирањето на цените. Во пресред на великденските празници и традиционално зголемената побарувачка на јајца, бои за јајца, месо и други прехранбени производи, Агенцијата за храна и ветеринарство спроведува засилени контроли кај операторите со храна во целата држава. Со засилен надзор се опфатени маркети, угостителски објекти, специјализирани продавници за јајца, производители и трговци со бои за јајца и нивните увозници, како и месарници и зелените пазари. Инспекторите за храна и официјалните ветеринари од агенцијата на терен детално проверуваат дали операторите ги исполнуваат сите општи и посебни услови за безбедност на храната. Во однос на боите за јајца и јајцата, покрај условите за чување, складирање и означување, акцент ќе биде ставен и на контролите при увоз, при што на местото на истовар на физички преглед ќе подлежи секоја увозна пратка. Со овие активности агенцијата превентивно дејствува и обезбедува граѓаните да имаат сигурен пристап до безбедни и квалитетни производи на празничната трпеза, се наведува во соопштението од АХВ. Апелираат граѓаните да бидат внимателни и одговорни потрошувачи и храната да ја купуваат исклучиво од одобрени и регистрирани оператори кои се под контрола на агенцијата. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Максималната температура се искачи до 13 степени.
Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од североисточен правец. Утринската температура од 2 степени, а максималната дневна до 11 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од -1 до максимални 15 степени. Под влијание на циклонска активност од утре до петок ќе има повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Пообилни врнежи ќе има во среда и четврток. Од овој бран локално се очекува да наврнат над 50 литри на метар квадратен. Во деновите од викендот времето ќе биде претежно стабилно со пораст на дневните температури.